ДПМН стојат аргументи кои го потврдуваат фактот дека оваа влада обезбеди највисоко ниво на субвенции за тутунопроизводителите од 60 денари по килограм тутун, или фактот дека во текот на минатата година беа исплатени вкупно 23 милиони евра субвенции за тутунопроизводителите, за разлика од 0 денарите поддршка на тутунарите во мандатите на Социјалдемократскиот сојуз. И ние, македонската јавност, сме свесни дека Социјалдемократскиот сојуз ги злоупотребува тутунарите. Луѓето на СДСМ им се закануваат на тутунарите, вршат притисоци врз нив за да не го предадат тутунот. Тие лажно им ветуваат дека ќе издействуваат повисока откупна цена на тутунот. Создаваат тензична атмосфера во соработка со некои од откупувачите, а целта на таа соработка е намалувањето на откупната цена на тутунот. Деновиве на блокадите можеше да се видат членови на Социјалдемократскиот сојуз, нивни председатели на местни организации, луѓе кои што немаат допирна точка со тутунопроизводството. Се луѓе на кои не им е интерес тутунарството, туку работат по партиски налог даден директно од Андре Петров, кој непосредно раководи со ова сценарио. Но народот не можете да го излажете. Колку и да се труди СДСМ, не може да го дефокусира вниманието од аферите кои што ја следат оваа партија. ВМРО ДПМН е против партиски монтирани протести, а секогаш ќе остане на страната на вистинските тутунопроизводители. Тие се нашиот партнер и ние работиме посветено на решувањето на сите нивни вистински проблеми.